Велосипедист загина во тешка сообраќајна несреќа што попладнево се случи во центарот на Скопје кај мостот Гоце Делчев. Возачот што го прегазил го оставил возилото и заминал. На самото место на трагедијата е Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мими да чуеме кои се последните информации и дали на почетокот е пронајден возачот. Бурче, колку што знаеме според последните информации, се уште не е пронајден возачот на овој пасат кој што е овдека на самиот булевар. Тој го удрил велосипедистот, излегол од возилото и го напуштил местото на трагедијата. Во моментов може да кажеме дека пристигна и погребално возило кое го потигна телото на згазениот велосипедист. Она што ни кажа овде очевидци е дека тој поминувал со велосипедот по пешачкиот премин, а возачот со пасатот со малце поголема брзина возел во соседната лента и не го пропуштил велосипедистот каде што го удрил. За сега она што одовде може да кажеме е дека навистина има голема метеж во сообраќајот, направен е увид од страната на полицијата и од страна на судска медицина. Се уште возачот не е пронајден. Она што ни кажа очевидци дека најверојатно се работи за 40 годишен маж. За сега не се знае возраста на прегазениот велосипедист. Да ја слушнаме и тука изјавата од Министерството за внатрешни работи. Денеска околу 12 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на булевар Гоце Делчев во Скопје се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки, управувано од машко лице, и велосипедист кој починал на местото на настанот. По несреќата возачот со возилото Пасат го оставил возилото и заминал од местото на настанот. Во тек е увид и се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот. Инаку со дел од жителите кои овде разговаравме, кои се секојдневно вела дека неколку пати побарале овдека да бидат поставени семафори затоа што ова не е прва трагедија со човечки жртви, таква имаше во 2022 година, но многу често поминуваат и граѓани со тешки телесни повреди. А вчера повредената 79 годишна жена во близина на гимназијата Јосип Броз Тито се уште е во болница, но она што ни кажа од полиција дека возачот кој ја удрил жената и избегал со неговото возило, денеска бил приведен. Бурче, за сега тоа е се одовде. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ во живот пред мостот Гоце Делчев во Скопје, каде што имаше сообраќајка во која беше прегазен велосипедист. И благодарам.